Летните месеци во годините наназад ги одбележуваат повеќе кражби во домовите на граѓаните во однос на останатиот период од годината. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, минатата година во јуни во Скопје се евидентирани вкупно 88 тешки кражби, од кои 50 во станови и 38 во куќи. Во јули се регистрирани 130 кражби, од кои 81 тешка кражба во стан и 49 во куќи, а во август 105 тешки кражби, од кои 59 во станови и 46 во куќи. Со цел да се подигне свеста за самозаштита и превенција од секаков облик на криминал, а воедно и за превенција од пожари, секторот за внатрешни работи Битола препорачува да се почитуваат советите и препораките за предстојната летна сезона. Обезбедете го вашиот дом и вашите скапоцени предмети, не чувајте пари, накит и други вредни работи во вашиот дом. Користете ги услугите на банките, картичките, штедни книшки, банкарски сефови и слично. Осигурете ги вашите вредни предмети, склучувајќи осигурителна полиса. Доколку го напуштите домот на подолг временски период, запознајте ги вашите најблиски роднини, соседи или пријатели, за да внимаваат на вашиот дом додека сте отсутни. Внимателно да се користат социјалните мрежи, како и објавувањето на слики и места каде сте во моментот, со што им укажувате на останатите дека моментално не сте дома, а со тоа станувате лесен плен за кражба. И против пожарната служба во Битола со препораки до граѓаните за летниот период. Строго е забрането. Забрането е на било какво палење на пожар на отворен простор, скари и така натаму. Сега почна и период на жетвената состојба, значи жетвата веќе почнува да се собира родот и тоа представува една опасност. Заради тоа што по некој не пишано правило со почетокот на жетвените работи почнуваат и нашите интервенции на отворен. Значи треба да бидеме што поозбилни, значи повнимателни, значи секаква замисла на пожар на отворен простор на овие 40. Мислам да изземиме од мислата дека нешто треба со цел да бидеме побезбедни и да не настана, не да Боже, некои несакани последици кои што ние би тоа си го знаеме, сте ги имали од годините. Надлежните исто така апелираат задолжително пред заминување на одмор во друга држава да се обезбедат телефонски броеви и дополнителни информации за најблиското представништво, амбасада или конзулат на Република Македонија во соодветната држава.